Благодарам, почитуван подпредседател, почитувани пратеници, почитувани медиуми, пред се почитуван народе македонски. Пред нас е законот за урбанистичко планирање и одма на почетокот ќе кажам да и овде има пенали и тоа огромни средства кои ќе мора да се одлеат од буџетот на Република Македонија дополнително, а не знаеме колку ќе бидат истите и колку во суштина истите ќе представуваат оптеретување на буџетот на Република Македонија. Овој закон, како и другите, стига со европско знаменце, со празна кореспондентна табела, затоа што многу јасно владата нема што да напише ништо линк европско помеѓу овој закон и законите во Европа. Мислењето на Канцеларијата на Европската Унија е многу јасно, барат дополнителни објаснувања од владата зошто се злоупотребува европското знаменце, зошто се заобиколува процедурата и демократијата во Република Македонија. Покрај другото, во самиот закон се воспоставува лоша пракса, затоа што не е само овој коридор, се додават многу ситуации кога би можел да се користи овој закон, односно секој проект кој во собранието ќе биде прогласен за стратешки, без разлика на својата големина, значење, ќе биде ставен и ќе биде во функција, сите овие закони ќе бидат ставени за истиот да помине без проблеми од страна на парламентот. За жал, овој проект го следат многу контраверзи. Законот е донесен пред 2 години, во меѓувреме Уставен суд укина член, кој упорно се бутка од страна на мнозинството. Целата работа околу законот се сведува на надзорот, кој има клучна улога во овој тип на проектирање, меѓутоа видовме со какви контраверзи беше избран надзорот за самиот проект, се со цел владата да најде начин како преку своји инсталации, преку своји луѓе да манипулира во однос на сите детали во однос на автопатиштата. За жал, договорот се води, или барем така ни е кажано, дека се води како државна тајна, иако во принцип сите досегашни ситуации за ваков тип на проекти беа дека тоа е деловна тајна. Генерално, како опозиција немаме ништо против деловните тајни на изведувачот. Не бараме да видиме каков асфалт ќе биде имплементиран врз автопатиштата. Не бараме кој тип хемиски состав ќе го има бетонот кој ќе го вградуваат во објектите. Не бараме потекло на арматурата. Не бараме методологија на изработка на подпорни ѕидови и така натаму и така натаму. Сето тоа може да биде водено како деловна тајна на изведувачот. Меѓутоа, барам и ќе бараме цена, и тоа единечна, поставки и сумарна. Барам, односно поставувам прашање како се дојде до цената 1,3 милиарди, односно во други прилики кажано 1,5 милиарди. Понатаму, бараме динамика на изградба, бараме динамика на плаќање, бараме рок на изградба, бараме пенали, меѓутоа не еднострано, како што гледаме во договорот, туку двострани, затоа што има 2 страни во приказната. Бараме начин и колку се ангажирани македонски фирми, колку се ангажирани македонски работници согласно договорот. Бараме многу битно одговорност при градењето, еколошки стандарди, заштита на културното наследство и многу битно услови за раскинување на договорот и многу други теми кои во моментот, да не го узурпирам говорницата, се многу битни за еден ваков тип на градба. Што се однесува до текстот на законот, многу лошо решение. Со урбанистички проект се настојува да се изгради автопат. Урбанистички проект е многу ниска категорија на урбанистичко планирање. Затоа што урбанистичкиот проект во суштина излегува од сите контексти на нормалното и досегашната пракса на планирање во Република Македонија. Се суспендира просторниот план, се суспендираат генералните планови, деталните планови и согласно нив
потребата да се изработат идејни проекти од кои треба да произлезат главниот и изведбениот проект. Сето ова е суспендирано и на крај имаме ситуација, почеток и крај се сведува на урбанистички проект, што ќе повторам е многу ниско ниво на планирање. Спомнав на почетокот огромни пенали за инвеститорот, тоа е владата на Република Македонија. Сите правни субјекти, согласно овој закон, мора пред урбанистичкото планирање, односно пред изработка на урбанистичкиот проект, да достават точни податоци за се што се наоѓа на трасата. Меѓутоа, проблемот е што никој во државата не знае каде е трасата. Никој го нема видено проектот затоа што го нема, никој не знае каде е трасата и каде поминуваат точно автопатиштата. Во ваква комуникација ни е кажано дека тоа ќе се прави етапно, во чекор, што представува сериозна фалинка во однос на планирањето, а сите овие правни субјекти, сите институции, и јавни, и локални, и така натаму, морат во 7 дена, во рок од 7 дена да достават точни податоци што се наоѓа на трасата. Прашањето е, кога во Република Македонија немаме дигитализација, односно, видовме и дека со законот за градење нема да има електронска верзија на трасата, односно ќе имаме само пишани документи, како сите јавни институции ќе се снајдат и на кој начин ќе ги достават податоците што има на трасата. Затоа што тоа е веќе микролокација, а може би имат податоци за многу поголема локација. На тој начин, многу институции ќе достават фалични податоци, затоа што не знаат точно каде поминува трасата. Горе-доле ова е и разбирливо и досега имало такви пракси. Меѓутоа, проблемот и замката во овој закон е што ваквите неточни податоци и штетите кои ќе настанат поради давање на неточни податоци ќе бидат на сметка на сите овие правни субјекти. Значи, тие ќе мораат да платат за тоа што не го знаат, за тоа што немат информација, за тоа што не можат за 7 дена точно да известат што има на трасата. И тука ќе се створи хаос. На комисија коментирав, типичен пример е Министерство за култура. Ке се побара што има на таа траса, а реков нема електронски податоци, не знаеме кои коти се точно опфатени, затоа што тоа го овозможува законот за градење, ке и побарат на Министерство за култура што има таму. Министерство за култура не знае точно дали таму има археолошко наоѓалиште или нема археолошко наоѓалиште, или било што од типот на култура. Нема да достават податоци, и ако при градењето на патот, при одењето на багерот напред, на булдожерите, при минирање, настанат дефекти, односно рушење на такви објекти од културно значење, штетата нема да ја плати нити изведувачот, кој не увидел што има, нити владата, туку Министерство за култура ќе си плате затоа што не доставило точни податоци. Ова е многу сериозна замка со која сите субјекти понатаму ќе одговараат за било што да се случи. Ово кажам за култура, ќе ви кажам ситуација и за шумарство. Никаде немаме точни податоци на микролокација, иако горе-доле имаме податоци нормално премер на шумата, на микролокација точно колку има дрвна маса. Ќе побарат изведувачот, согласно закон, колку има дрвна маса, на широк појас има 100 метри кубни. Меѓутоа, на микролокација може да има и 400, може да има и 300. Овие ќе достават податоци за 100, штетата 300 кубика разлика ќе треба да се плате Македонски шуми затоа што не доставило точен податок. А за 7 дена не можат да направат премер. И многу такви работи ќе се случуваат, штети кои ќе бидат на штета на сите македонски фирми кои треба да достават податоци. Ова е лош закон.
Благодарам.